Со настапот на аматерскиот театар при Центарот за култура Бели Мугри од Кочани, синоќа беше крената завесата на 49-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија. Тие се представија со представата Грк и весела склероза во режија на Перо Даниловски. Инаку отворањето на фестивалот го означи градоначалникот на Кочани Радко Димитровски, кој истакна дека Кочани по 37 пат ја отвора сцената за сите влюбеници во театарот, нудејќи денови за нови уметнички искуства и контакти. Оваквите случувања будат еден поширок интерес на нашите аматери, на нашите млади актери, на нашите активисти и во општината, и во државата. Имавме гости од многу држави, имаме и сега гости од страна, и тие актери кои што настапуваат овде понатаму стануваат звезди било во државата, било пошироко. Таквите активности ќе продолжат. Нема да биде како што најуважениот претходник 40 години на Роман Гарос. Ние имаме 51 година, односно 49 случување овде. Меѓутоа, ќе бидеме сведоци ние уште за многу помладите генерации, уште повеќе за такви случувања, и со таквите желби сакам да им порачам и на режисерите, и на актерите, и на сите љубители дека ова ќе постане еден дел по кој што ќе биде препознат и во Кочани, и Кочани ќе биде зацртано во мапата на културата во поширокиот свет. Во наредниве 5 фестивалски дена ќе бидат изведени уште 12 театарски представи на аматерските драмски групи и ансамбли од Неготино, Куманово, Скопје, Виница, Демиркапија, Кочани, како и ансамбли од Словенија и Србија. Представите ќе ги оценува и ќе ги проследува жирито во состав Изабела Новотни, Кристина Атанасова Арсова и Русе Арсов. Водител на разговорите е Драгана Лукан Николовски. Синоќа во ноќниот термин настапи аматерите од Домот на културата Тошо Арсов од Виница со представата Додека го чекавме Годо во режија на Орце Павлов. Наредниве 6 фестивалски дена на големата сцена на Центарот за култура ќе бидат прикажани вкупно 13 театарски представи во официјалната конкуренција. Фестивалот продолжува и вечерва со настапот на аматерите од